Наместо да ја затворат, комисијата од Министерството за здравство со извештајот само ја зголемија дилемата за смртта на малата Јана. Како може дете на предшколска возраст да почине од вирусна инфекција, што и го зафатила срцевиот мускул, а при тоа 6 месеци од како ја прележала короната, да биде без симптоми. Според дел од докторите, освен извештаите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат и лекарската комисија формирана од Министерот за здравство, сега е важен и извештајот од патологија. Посебно е важен резултатот кој што треба да го добиеме од патологија, од патохистолошките исследувања, заедно со целосниот комплетен извештај од стручниот надзор, кој што треба да биде достапен исто така и за јавност. Ова е особено важно заради потребата од корективни мерки кои што би требало да се превземат неодложно доколку се отворат прашања и дилеми кои што ги слушаме во јавноста, а тоа се прашања и дилеми за функционирањето на Битолската болница. 5 специјалисти кои се во комисијата за стручен надзор и засега не се познати нивните имиња за јавноста, една недела ја разгледувале целокупната медицинска документација во Битолската болница. Заклучок е дека се било согласно медицината базирана на докази. Од анамнезата има податок за прележан ковид пред 6 месеци. По направените лабораториски анализи, наудите укажувале на мускулно-воспалителна реакција со покачени вредности на креатин киназа и креатин киназа МВ во рамки на вирусен инфект кој го зафатил и срцевиот мускул со покачена вредност на срцевиот ензим тропонин. Комплетниот извештај ќе биде проследен до Битолското обвинителство, кој го очекува и наодот од обдукцијата на малата Јана, пошто ќе донесе одлука дали ќе покрене обвинение за лекарска грешка. Родителите се сомневаат во лекарска грешка затоа што состојбата на девојчето драматично се влошила по примена инфузија, пошто шеќерот во крвта од 9 се покачил на 19 единици. Таа западна во кома и почина по 4-часовен престој во болницата. Инаку битолчани кои бараат правда за Јана, утре повторно најавуваат мирен протест на плоштадот Магнолија во Битола.